Добро утро, драги гледачи. Чест ми е што сум повторно дел од утринската емисија на Алфа ТВ. Благодарност од нив за шансата укажана на некој начин да споделам нешто во врска со животот и постоењето. Ако не следевте во претходните денови, зборевме на некои теми, зборевме како да излеземе од зоната на удобност, зашто се важни целите, како да имаме повеќе самоконтрола. Во оваа емисија сакам да разговарам за една многу интересна тема, а тоа е зошто е важно да бидеме ранливи. И можеби ова ќе ве збуни. Навидум и на почеток, но ранливоста на некој начин ја поврзувам со следново. Дека имаме во животот шанса да успееме и шанса да не успееме. Гледате, имате во животот луѓе кои што секогаш играат на сигурно. Имаме луѓе кои што се плашат да бидат повредени. Имате дадена ситуација, имате некоја девојка или некој дечко бил во една врска, бил во уште една врска, се разочарал. Па тоа го води во наредна врска, повторно се разочарал. И после еден момент нашиот ум, има еден дел од умот кој што на некој начин е против нас и не ни е баш наклонет за подобрување на обстанокот, но имаме друг дел од умот кој што навистина знае што треба да направи. Имаме дел од умот кој што ни вика, окей, влези во наредна врска, можеби нема да е иста со претходната, но имаме дел од умот кој што ти вика не. Сите мажи се исти, сите жени се исти. Пак ќе се деси истото. Гледате, повторно влагаме во таа зона на удобност и на некој начин влагаме во едно буре, заштитени сме од сите можни неуспеси и од сите повреди, ама сме си дома сами. Гледате, не сме волни да ризикуваме. Тука веќе не сме ранливи. Гледате, ранливоста во овој контекст, во овој смисол, значи дека треба да сме волни да ризикуваме, поради тоа што во животот и во постоењето имаме цели. Ако ги имаме цели, имаме препреки, имаме шанса да успееме, имаме шанса да не успееме. Но тука е клучот на животот. Гледате, луѓето кои што се плашат да не успеат, веќе не живеат. И не даваат. И не се даваат. Среќата доаѓа од давањето во суштина. Гледате, ако размислите, кои се лидери во животот, тие што најмногу даваат. Во фамилиите кој е лидер? Тој што најмногу дава. Гледате, тој што најмногу дава има најмногу да изгуби. Тој што најмногу дава е најранлив. Колку пати имало ситуации, ќе видите, например, во спортот, имате некој лидер кој што ќе реши утакмицата. Многу често ја решава во последниот момент, ќе земе он одговорноста и ќе донесе победата, но често пати се случува истиот тој човек да едноставно промаши. Но тој е вистинскиот лидер, тој е најранливиот. Гледате, тој го следите, тој ви го привлекува вниманието. Зошто? Поради тоа што е ранлив. Луѓето кои што се надвор од својата зона на удобност и имаат што да изгубат. Гледате, кога имаме што да изгубиме? Кога играме за нешто да добиеме. Ако не играме за нешто да добиеме, немаме ништо да изгубиме и тогаш сме си во зоната на удобност и тогаш не сме ранливи, но тогаш не живееме. Гледате, тогаш сме во бурето, заштитени од секаков пораз, но сме во буре. А цвекињата, убавите мириси, убавите сензации, убавите гледки, убавите енергии се надвор во животот и постоењето. Но таму имаме ризик. Но животот е така направен. За да бидеме срекни, мораме да трнеме по некоја цел. Кон некоја цел. Да имаме препреки. Имаме многу разочарувања. Но немојте разочарувањата да си ги земете при срце. Нека ви бидат поука и нека ви бидат насока како повторно да играме за да победиме. Човекот што веќе не игра и не е дел од животот и постоењето е човек кој што све знае, кој што секого ќе го искритикува, но навистина не е дел од животот и постоењето. Оние кои што се играчи во животот имаат многу работи да изгубат, но се дел од животот и постоењето и се храбри. Гледате, храброста подразбира да имаме шанса за неуспех. Бидете волни да играте, бидете волни да бидете надвор од комфорт зоната, идете по вашите цели, па што е ако изгубиме? Битно е да играме и секако со став дека сакаме да победиме. Ви благодарам многу, следете програмата на Алфа телевизија, имајте убав ден.